Добро вечер и убав вечер, Владо Павлов. Ке почекаме малку. Sam rekao nikad glasno i možda sada za sve je kasno. Samo sa tobom ljubav sam hteo, za život ceo svete moj. A sada suza mi lice kvasi, jer znam da sve se u tebi gasi. Gledaj se samo ti moja rano, još ovu noć da zavoliš me nije bilo lako. Ne ostavljaj me samog sada tako, znam život nije fair, al ti se ipak smej i proći će sve to. Živote moj, idemo anđele, još samo malo. Suza mi lice kvasi, jer znam da sve se u tebi. Долета мирисна цеша, 23 март 2025. Една цреша што мене не чека. Кога морам да одам им реков, се што имам куќа и нива, нека земе што му треба секој. Црешата да е најдам жива. Што е тоа, луѓето тарно,
ветер гласот го слушам. Кој се врати пак в душа, убава песна не сака баш секој. Со злавети гласот го слушам некој. Врати пак убава то тажно, што живеат во живот и туги. Кој то мина плови, со средино здрав со здрав. Не сонцето, злато што свети, ако можа би го продале Бога, а ни само еден ќе ни суди. Што е тоа по луѓето важно, да живеат во живот и туги. Кој во моето мина плови, со средино не знам со страни. Што е тоа во луѓето важно, што живеат во живот и туги. Кој во моето мина плови, со средино не знам со страни. Што е тоа во луѓето важно, што живеат во живот и туги. Кој во да се бар могу пробудити у свету љубави, без стари любов и ових наказа, што су ме стално пратиле. Да те бар могу пољубити, без лоших сеќања на хладна пролеќа, без слike страдања, што се баш на нас залепе. Jer moj život igra bez granica, umorna priča, trganje stranica, na kojim ništa ne liče. Jer moj život je čito padanje, kad zbrojim poraze, ništa ne ostane, samo još vučem navike. Sve na tome ostane. Da te bar mogu probuditi, kavu ti skuhati, u krevet donijeti, pa te poljubiti, al toga nema i ne postoji. Da se bar mogu zaljubiti u malu seljaku,
Добра вечер, љубава вечер. Една голема благодарност до сите кои што ја поддржавте оваа иницијатива да одекне силно од Македонија, нешто што до ден денеска се крие под тепих, се крие од нас македонците, и доколку се уште молчиме, секој македонец утре, ако се бори за Македонија, за вистината, ќе има вакво злосторничко здружување од плејада на суди, извршители, адвокати, независно кој на чива страна, нотари, олигарси, подземни полициски структури, посебно пензионирани инспектори, инспекторки, и кој ли не, а се со една цел, вистината не мора и не може македонецот да ја каже, и секогаш истиот тој ќе му биде најтешко да биде македонец. А каде? Во неговата Македонија. Каде ако не во неговата Македонија? Дали се согласуваме дека не треба повише да молчиме, дека треба апостолски да шириме вистината идентично како тоа што го направил нашиот цар на царевите и крал на кралевите, е одлука наша. Ја не сакам никој да биде Владо Павлов. Оно што го доживувам овие 2 децении поради ова вистина е врв на сатанизам, е врв на нешто што е многу бедно, многу мизерно, и немам зборови како да ви го опишам ова злосторничко здружување на кој што сите вие сте сведоци, посебно ова последна деценија, од лица кои што се доближуваа на Ватикан, на Опус Деи, преку центарот на Балканот, Јован Бигорски, такозвани попзоки, од една влашка популација наречена драгуљи, а се со една цел да се замаскира, да се закрие оно што треба ние денес и со години уназад да го представиме. Ние македонците, ова генерација, имаме големи докази дека Македонија е Јудеја, дека библиските случувања околу Исус, неговото доваѓање на 30 години, неговото распетие наводно е поврзано со денешна Македонија. Затоа што ако знаеме кој е тој лик, кој е неговото име, ќе знаеме и што значи титулата Исус Христос, која по ништо не е поразлична од титулата која што имале претходно миноиците, фараоните,
и Христосите. Тоа значи дека имал истата титула и како неговиот претходник Александар Македонски, земска и небесна. Тоа значи дека добро го едуцирале македонците во тој временски период, дека добро го чувале дури и кога бил во најтешките услови да биде убиен од неговиот опозит, од неговиот полубрат Август Октавијан, древните македонци тогаш им помагаат на Птолемидите. Ова реинкарнација на Александар Македонски да биде префрлена на 14 години во Тибет, каде што 16 години се скриени од сите вас во Библијата и на 30 години доаѓа наводно во Израел. Дали тој Израел е Македонија? Затоа што пред него неговата мајка Клеопатра VII заедно со Марк Антони од Египет принесуваат, тоест од Александрија, со неколку брода значајни докази за Македонија во Македонија, каде што била пречекана како мајка Божја во Бела, во Дион, во Ефес. А тоа значи дека патот му го припремала неговата мајка со наводното нели подоцна палење на библиотеката или библиотеката со делата на Александар Македонски, па и со Александар Македонски, како сакате кажете, се пренесени во Македонија пред клучната битка на Клеопатра VII со Август Октавијан, каде што сите вие знаете дека ја губи и како таа се повлекува и се затвара во пирамида и заедно со нејзините слугинки наводно дека починува. Затоа што не сакала Август Октавијан како трофеј да ја однеси во Рим. Другите нејзини деца од Марк Антони живеат во Македонија, живеат во Бела Зора, Свети Николско и немаат никаков проблем. Единствен проблем имал Емануел со титула Исус Христос од Птолемидите и морале да го заштитат и пред судбиносната битка со Август Октавијан да биде спасен, за да тој ја продолжи мисијата на неговата мајка. И сето тоа го имаме како аргумент и тоа значи дека Марија и Јосиф се оние на кои што вистинската Марија или
мајка Божја е Клеопатра VII. Она за кој што нас треба да не интересира е сето оно што се случувало во тој временски период од Рим, како поклоници на ритуалите на Молохот, во кој што навистина забегале и многу од македонското население, па најверојатно последниот македонски цар на царевите и крал на кралевите со титула Исус Христос, просветлениот со божественото знаење, требало да го врати македонецот онаму каде што припаѓа, во неговите корени и во почита која што имале пред етерот, пред водата и пред многу тајни кои што биле препознатливи на македонците од Филип преку Александар, се до Пелагон, Паон, Пердика I и оно што го гаиле како царска династија, требало некој да го започне, тоест да го врати у нормала. А тој е бил токму Исус, за кој што во тој временски период на неговото живење треба да дојдеме до еден заклучок, а тој заклучок, македонци мои, е дека ниту еден историчар го нема запишено онака како што го има во Библијата. Ако се вратиме во тој временски период, случувањата со Исус и Библијата се поврзани заедно со Клеопатра VII, се поврзани заедно со Август Октавијан, Изрод Велики, Тиберий, Јуда Искадриотски. Значи сите овие ликови живеат во исти временски период со оно што ни е представено за Исус од Библијата. И најсимптоматично е тоа што таков Месија се раѓа во времето на Клеопатра VII, која што била царица на тој простор и чии евреи, нели, од Палестина, од тој дел, биле под владение на Клеопатра VII. Цел свет го чекал Месијата, а Клеопатра VII ја чувале устаклено звоно и таа не знаела ништо за таков лик, кој што со неговите чуда до 14 години да не може да го примети царицата на тој простор. Ваквите писанија кои што се правени со цел контрола на масите, ваквите писанија кои што се правени од победниците, а тоа се Август Октавијан, подоц на Тиберий и посебно Цинци легија ди Рома или петата римска влашка легија, која што го носи името Македоника, со незиниот символ драко, битие или со драгон, змај, како сакате кажете, учествува во ова распетие како што е представено во Библијата на Исус. Значи,
чудата кои што од дете ги прави во тој временски период Клеопатра седма прилепченка, затоа што Птолемидите потекнуваат од лагово Прилеп, од некогашна територија на Микена, нешто што се крие и што е ставено под тепих, или престолнината на Агеменон и на Миној. Треба да ја бараме на Тресковец, каде што под црквата има уште 4 други цркви. Ама изгледа Владо Павлов им треба за вакви информации, за да утре со булдужери и со хеликоптер или не знам што ли не, наместо да го представиме ова пред светот, ние ќе работиме да го замаскираме. Па ако треба и Тресковец ќе го уништиме, ама врз него зграда ќе направиме или некој си хотелски смештај, само да го скриеме сето ова што потекнува од Македонија, за потеклото на Птолемидите, од кој што потекнува и самиот Исус, библиски, нели? Највлијателен во тој временски период, освен Плутарх, еден од најголемите историчари на кои што служеле на римските императори да пишуваат, е Тит Ливий или Ливиус, број 1 на Август Октавијан, кој што секако треба ликот Исус Христос да го спомене во една од неговите декади или во една во неговите книги од декади на една историја на Рим. Ама верујте ми, овој лик кој што ја пишува историјата на Август Октавијан, па и на Тиберий, а умира наводно со распетието Исусово истиот момент, никаде не пишал во ниедно дело во овие книги од овие 140 глави од декадите на една историја на Рим за лик како што ни представим во Библијата на Исус Христос. Наверојатно случувањата во Македонија треба да ги поврземе со библиското распетие, затоа што во времето на библиското распетие или во времето на животот на библискиот Исус имаме уништување на престолнината Бела од Рим, од Петата римска влашка легија и нејзино преместување, каде што многу убаво запишал Тит Ливий во една од неговите глави во декади на една историја на Рим, дека го преместувале кралскиот дворец, кој што се наоѓал во мучуриште и бил блиску до градот. Истиот наблюдуван оддалеку се гледало дека престолнината и градот најверојатно, нели, оддалеку кога гледаш, биле едно, но ако се доближите ќе видите дека една река преместена ја делала престолнината Бела од градот. Овие видливи траги кои што ги оставил Тит Ливий за Бела, ќе каже дека овде било и родното место
на Александар Македонски, а вие ќе кажете од Владо Павлов пред 15 на години, кога прв пат споменував да некој работи со Александар Македонски, не велики, дека каде е роден, таму би требало да биде погребан. Значи, по сето ова што го слушаме вечерва, Бела би требало да биде неговото вечно упокоиште, дека Бела би требало да биде местото на раѓањето, а веќе имаме докази на една од терекотите од Винничко кале, кои што ни представуваат слика од Витлеемската звезда и како тоа случување е запишано многу години пред Библијата, идентично на раѓањето на Исус со една од теракотите Каин и Абел и представата на Витлеемската звезда, идентично на раѓањето Исусово. Ова вистина секако морало да биде презентирана и префрлена за Исус и најверојатно е правена од македонци кои што знаеле тајната, кои биле поробени и однесени во Рим да живеат. Во мојот живот досега нешто што најмногу жалам е тоа што преку 99% македонците во почетокот, верувам и денес, не е толку голема бројката, не можат да поднесат дека библискиот Исус е поврзан со денешна Македонија, дека Македонија е Јудеја и дека тој е македонски цар на царевите и крал на кралевите, пречекан од предпоследниот цар на царевите, библискиот Јован Крстителот, кој што не го покрстил, затоа што бил покрстен со жезлот на Хермес Меркур во Египет од неговата мајка Клеопатра VII, туку го крунисал за цар по стар паунски македонски начин во Лъджите или во Кежовица Штипско, термалната бања, од каде што владеа денес од цела Македонија, а тоа е местноста наречена Ново село. Актерот на Скопје 2014, актерот на геоглифот, така да Штип или Штипско Ново село е мозокот на сето оно што се прави денес, а се со една цел, пречек на антихрист. Кој успеал се тоа да ни го наметне, крунисувањето на стар македонски начин на Исус кога дошол во Македонија на 30 години, кога умрел Август Октавијан во 14 година од нашата ера, и во чија чест ова Штипско Ново село го градеше Скопје 2014, нели 2000 години од смртта на нивниот Август Октавијан, е доказ и аргумент дека најверојатно петата римска влашка легија се сконцентрирала овде во Штип, во Ново село, пред да ја заврши битката со македонците
на кој што таа битка би требало да биде со нашиот цар, кој што е познат под името Исус од Библијата, откако се префрлиле од мијачкиот крај, односно од Тресонче, Лазараполе, па и затоа Тресонче тресело 7 дена и 7 ноќи, после распетието на Македонија на 4 дела, и кога Понтије Пилат пребегува во Пилат Тепе, а оттаму во Пилатица Струмичко, со дел од неговата војска и со златото кое што било во Ерусалим или Тесалоника, тоа е штип. Не знам зошто самите се плашиме од ова вистина, независно колку билиарди евра се перат пари во целиот свет од католиците и од православните, представувајќи ни го Исус онака како што ни го представуваат, дете на Јанус, се раѓа зимо, кога се прават најголемите сатанистички ритуали на нашето сонце, кога влегува во пештарите од страна на Рим, распетие кога се раѓа земјата, не манипулираат да кршиме јајца, и од истите тија да велиме дека живот се раѓа, а каде се чуло и видело од варено мртво јајце живот да се роди. Сето ова се ритуали кои што се поврзани со астрологијата и влијанието на нашиот човеков организам со месеците на живот и со месеците на смрт. Така е до денес. Кога ние треба да го славиме животот, пролета, големата мајка, македонската наша нова година Ксантика, каде што можам да се пофалам дека сме поминале до сега 13 Ксантики, кога никој не споменуваше за нејзина 23 март, ние славиме раѓање, ние наместо да славиме раѓање, ние ставиме смрт. Така да нова година и Божик, ако ја префрлиме од 23 март и неколку дена подоцна, ќе дојдеме до заклучок из ова раѓање кој што треба да го славиме, а не да славиме смрт. А кога е во хибернација земјата и кога е вистинската смрт, кога сонцето влегува во пештерата, ние тога славиме раѓање. И не знам во тие месеци, според поставеноста како ќе се поставиме за да навистина имаме берекет, здравје, среќа и љубов, кое што е идентично на древните наши храмови, кои што сите се изградени на извор на жива вода. И тоа значи здравје, среќа, берекет и љубов. И секоја молба преку водата која испратиме ќе стигне до универзумот и повторно ќе ни се врати, затоа што водата има информации, затоа што водата прифаќа се и испраќа и повторно добива. А додека ако се тоа го правиме на места кај што нема извор на жива вода, тоа значи беда, сиромаштија и смрт. Денес колку има цркви и манастири кои што не се на извори на жива вода, и дали таму ќе ја пренесете информацијата преку каменот, преку сето она да стигне до универзумот, како што ќе ја пренесеме информацијата
кај храмовите кои што се изградени на извори на жива вода е ваше право и ваша одлука. Јас долго години, децении си го славам роден денот кога е роден ден, а не смрт. А тоа значи дека денот на Великиот или Велик ден е ден на раѓањето, македонци мои. Не ви се вмешам во вашите ставови, ваша одлука си е, но јас не можам да славам смрт кога ми е роден ден. Затоа ве повикувам да се водиме со вистината која што е запишена, како што сега ви напоменувам вечерва, од најголемиот записничар на Август Октавијан, кој што е поврзан со Исус, а тоа е Тит Ливиј. Тит Ливиј никаде како записничар на Август Октавијан и на Тиберий не запишал дека имало некој лик таков, како што ни е представен од Библијата, дека одел по вода, дека истиот тој слепи прогледнувале и не знам што ли не. Такво нешто никаде не напишал оној кој што требало да запише, а тоа е Тит Ливиј. Така да одењето по вода има некоја друга символика, а додека слепите да прогледнуват, исто така има друга символика, или тоа значи дека и го развил третото око, односно се разбудиле, а не како што умеат да ни кажат од Библијата дека слепите прогледнувале. Идентично нова вечер сега, ако успееме да докажеме дека Исус е нашиот последен македонски цар на царевите и крал на кралевите, и дека сите тие случувања се поврзани со Македонија, која што е Јудеја, затоа што Јудеја го добива името од Јуда Искариотски, синот на Изрод Велики, кој што исто така како Тиберий е поврзан со изродите, со банкарите од Идумене, ама не Идумене во Палестина и Израел, туку Идумене кој што е територија од денешна Грција до Иран и дел од Гевгелија. Во записите многу убаво стое дека северно од Идумене е Јудеја. Идентично на Радовиш, Штип, Кочани, затоа што јужно од Јудеја е Идумене. Овие банкари кои што работеле во служба најпрво на Клеопатра VII се доближуваат до Август Октавијан, кој што им помага да бидат газди на Македонија, и истите тие ја предаваат до вчерашната нивна кралица кој што им помагала и се спротивставиле на македонците, а се со една цел Јудеја да биде, или Македонија да биде неизина, а тоа го многу добро знаете од Библијата, а јас како Владо Павлов
можем слободно да разговарам на таа тема и можеме слободно да представиме престолнината нивна, која што е престолнина на една од сестрите на Александар Македонски, а тоа е Салоника или Тесалоника, или денешен Штип, за кој што денес пишувавме дека време е дојдено да се мени градот, неговото име Шипион, затоа што Шипион учествува под капата на Август Октавијан и Тиберий во овие грозоморни убиства, во овие грозоморни сценарија и палење на градови, меѓу кои на денешен Штип. Значи, Шипион е оној кој што го запалил и уништил градот до темели, а подосна ние му даваме име Шипион. Име на оној кој што дошол и го запалил и уништил, за да Рим потоа гради на неговите темели, или Изрод Велики да гради нивен град, кој што е познат како Иродеа. Ништо поразлично и денес од оно што се прави во Палестина, од оно што некој сака да направи ривиера. Тоа веќе во минатото постоело во Македонија, на темелите на изгорените градови никнувале нови римски градови или нови градови на Ирод Велики, кој што ги менел сите постулати на македонштината и онакви какви што се оставени до ден денес ние живееме како што ни се оставени. Дали се тоа ќе го прифатите или не е одлука ваша. Дали се тоа ние како македонци не сакаме да си го признаеме и наместо со гордост и со љубов и со добра детекција да ги следиме овие работи од Владо Павлов, да ги ставиме ние во нашиот ум на вага, да истражуваме, да видиме дали има вистина, ние под капата на Партении, под капата на владиката Петар, под капата на било кој, одма категорично се ќе отфрмиме и ќе го ставиме Владо на животина, затоа што на вистина ова приказка која што е направил Константин и Елена и биоскупите е за Владо Павлов смешна, ама за нив е бизнис, затоа што и парите, и бизнисот, и мокта е поврзана со молохот, и самите гледате како се е правено, а во многу прилики ви кажал дека ние луѓето сме како свеќа и нашето тело гори како свеќата се додека има кислород, па така и символиката на свеќата е човекот. Дали ние кога ќе ставиме свеќа, се гориме сабите и си го гореме животот наш, тоа е некоја друга прилика за разговарање на ова тематика, бидејќи како што гледам она што било македонското од мојата истражувачка дејност, она што било мир, станало Рим, она што било поврзано со Исус, со крстот, нели, станал обратен крст на Јуда Искадриотски, а вие ќе ми кажете апостол Петар, а во Библијата многу убаво стои дека 3 пати ќе ме предадеш, кога 3 пати ќе пропеат петлите, а вие го правите најголемиот светец како и високиот свештеник Лонгин, кој што го прободува во бедрото.
а тој е првиот папа. Исто така во стилот на покојниот Ниче, вие ќе го пресирате и Павле, а Павле испратен од Петар да го смени она што било започнато од Исус, и затоа ќе каже некој дека на сон му дошло да дојде во Македонија, а дали Петар го испратил првиот папа на Рим, кој што е првиот кој што го има прстенот риба, и каде што првиот Ватикан не бил онаму кај што е денес, туку бил во денешна Македонија, во Мородвичка област, од каде што се префрлува подоцна во Рим, и до ден денес па и смртта на новиот папа кој ќе дојде, ќе биде поврзана со прстен од риба и со сребрен чекич ќе го кршат, и секој нов папа, се додека не дојде Водолија, ерата на Водолија, ќе има прстен од риба. И со сребрен чекич. Јас би сакал ова мое вклучување во живо да го завршам со неодредени постулати, со оно што сака Ибро да го представи за нас, за балканските народи. Према податоците кои сведочат, териториите на ПАОН би биле во денешна Србија, Црна Гора, Бугарија на исток до Родопскиот масив и Македонија источно од течењето на реката Вардар. Дали Брегалничкиот регион и Македонија источно од течењето на реката Вардар, каде што била Ематеа, територија од Паонија, и од каде што започнало создавањето на Македонското царство од Македон, е Јудеја, јас велам да. Јудеја е. За себе Паон го задржал кралството западно од денешна Србија. Делот кој го отстапил на Паон, кој станал крал на споменатите територии, ги прогласил за кралство Паонија или Пеонија. А народот кој живеел таму за паонците, кој покасно низ времето се стекнале со своји посебности, кои до ден денес се присутни меѓу жителите на тие територии, но и во записите кои сведочат за нивното минато. Случајно или не, според Владо Павлов, Јован Крстителот го кронисува по стар паонски начин библискиот Исус или Емануел во термалната бања Кежовица во Ново село или во Лъджите. Ематеа е област во Ематеа. Значи, да се поистоветеме со вистината сега за Пела или за Бела. Не за Бела, Бела. Пела или Бела е антички град во Македонија во областа Ематеа, што Филип II Македонски ја избрал за престолнина. Александар Македонски се родил во ова престолнина. Римјаните намерно го занамериле овај град за да не будат сеќавањето на македонските големи цареви. И не случајно го преместиле. Ние ако сакаме Македонија да ја воскреснеме и да се водиме како Тино пред изборите, никога северна само Македонија, а сега полека се заборава тоа од Тино и од останатите, треба да го подсетиме. А за да бидеме секогаш Македонија, никогаш северна, ние треба да ја воскреснеме престолнината Бела,
која што била во област Ајматеја, а Ајматеја била област од Паонија, територија на Македонија, источно од течението на реката Акси или денешен Вардар. Дали се согласувате дека само така можеме да ја вратиме Македонија, затоа што воскреснувањето на Бела би значило враќање на Македонија, оно што го направиле римјаните, кои што намерно го занемариле за да не будат сеќавањата на нашиот Филип и Александар. Со овие докази ние докажуваме дека Бела е во источна Македонија. И ги враќаме сеќавањето на нашите македонски цареви. Само така Тино може да се држи до кампањата за изборите, никогаш северна само Македонија. Затоа што болно и мизерно и бедно овој народ македонски да го манипулираме. Јас ве уверувам дека ова обеќање треба да си го додржи Тино. Ако не го додржи, тој ќе биде последниот премиер што може да го манипулира овој народ македонски. Помнете и не заборавајте. Затоа што Бог сака Бела да се воскресне, а Рим да падне. Тоест Ватикан. И ќе падне. А сега да се вратиме додека на крајот на југ, на Балканскиот полуостров, кралството на еден од синовите на Илија и Електра припаѓало на Јасион или Јасин или Јасон, кој што го нарекувале Јасонија, со народ Јасонци или Јаси, кои можат и денеска да се сретнат на просторот околу Крстина, Хрватска, населени од Епир во денешно време. Многу автори во своите дела напишани за подемот на македонската држава под раководство на кралот Филип и неговиот син Александар III Македонски споменуваат дека со своите војски војувале со соседните народи како што се перхеби, тауланти, дардани, трибали, трачани. Пака да денешниот дел од Кристина, територија на Хрватска, се префрлуваат јасите во територија на денешна Грција. И територијата ја нарекуваат Јасионија, затоа што биле јужно од Паонија. А додека Ајматеја не би Ајматеја, тоа значи дека Ајматеја, од каде што е започнато македонското царство од Македон, не може да биде на територија на денешна Грција, кој што тога се викала Јасонија. По старите се сеќаваме на спортска опрема Јаси. Значи тоа останало. Тауландите биле мокно илирско племе населени околу Епидамна, денешен Драч, во денешна Албанија. Автаријатите били исто така населени северно од тауландите. Аријан во своето поглавие вели дека Александар со војската се движил по реката Еригон, денешна Црна река во Паонија, кон градот Пели, денешен Прилеп, околу Прилепско. Значи на територија на некогашна Микена. Или одел погоре од Прилеп, град во Илирија, каде кралот Клито го држал во своите раце
како најдобро утврден во тоа време со обзир на неговата локација по планината Пели. Кога Александра стацал до реката Евродика, се улогорил. Реката Евродика била во Илирија. Кралот Клито, крал на илирите, живеел и творел на територија на денешно Крушево, а неговата престолнина му била точно на местото каде што Тоше Проевски го прави преображение. И сега најбитното. Во војската на Филип II Македонски имало и грци како наемна војска, кои тешко ги поднесувале неволите, како и лишувањето од привилегиите што ги уживале. Поради тоа се јавил бунт во кој изгинале многу мина од двете страни, а кралот Филип бил ранет во бедрото. Раната била многу тешка и му остава трага се до неговата смрт. Дали Ватикан ова битка и ова повреда на Филип ја поистоветува со библиското распетие и пробудувањето во бедрото? Оставам на вас самите да заклучите. Затоа што многу работи имаат за цел Македонија да биде Илирија, а илирите се турците од Италија, кои што на Балканот ги велат, кои што на Балканот се илири, во Русија се рашани, во Египет се копти. Токму тие илири или турци се доденците на Балканот словени од Италија, а не ние. Ние од овде сме отиделе секаде. Така да ќе ви дадам уште еден пример со Херодот, кој што вели дека од него до Дионис имало разлика во време од 1600 години. Тоа се заедно со тие 400 години пред појавата на Херодот 2 милениума. Ако е точно, а треба да веруваме дека е така, должината на владењето на тогашните кралеви би било 70 години. Тоа значи дека треба да се додадат и годините на Дионис, 20 на Самела, неговата мајка, како и годините на Кадмо. Од тоа произлегува дека се работи за околу 4200 години на држави како што се Дарданија, Македонија, Кадмеја, Тракија. Истиот тој Дионис во историјата на тогашниот свет се појавува и под многу различни имиња, како што се Рамзес I, Рамзес II, Озирис, Амон-Ра, Ораталт, Загреј, Апид, Серапис, Усире и други. Тоа е тој Дионис по кој што се познати и ведите, каде што од овде ја носи културата во Индија и кој што е најмногу застапена по Дионис и е позната денес како ведите. Бидејќи овој крал бог Дионис, познат како најголем освојувач во тогашно и сегашно време, во својот долг живот изродил со своите вомбрсни жени љубовници многу машки потомци, меѓу кои самиот Македон. Македон го имал со својата немажена свеска. Постојат и други предпоставки дека родоначалници на македонците потекнуваат од други родители, па спрема Домазетович од античка Македонија. Како најприфатлива предпоставка се сопаѓа со времето кога јасите се преминуваат во македонци, како што бил обичајот во тогашно време
се ставаат имења на држави и народи спрема името на кралот, во случај со Македон, крал на трчаните и македонците. Понатаму Македон имал два сина, Пиер и Емат, по чие име биле именувани териториите со кои владееле. Тоа значи дека Исус точно знаел за своето поколение од Македон. И не случајно мајка му направила Македон пат неколку години пред судната битка со Август Октавијан во Александрија, Египет, каде што поголемиот број од работите се префрлени во Македонија. Затоа денес, ако докажеме, а веќе докажуваме дека Кочани е бела, не случајно се сконцентрирани на сите служби по Владо Павлов овде. И не случајно се уништува се што е поврзано со бела или со пела. Така еден голем олигарс од урбаната мафија, кој што требаше многу одамна да лежи затвор за неговите криминални действија во Кочани, ќе каже дека е болен од леукемија, а се со една цел да не лежи затвор. И на него му е дозволено се што треба да прави низ Кочани. Заедно со уште еден друг олигарс. Човек на Сорос. А зошто? Затоа што ќе падне Рим со Кочани. Бидејќи Кочани е поврзан на стариот полонски начин, на стариот македонски начин, и со раѓањето на Александар и раѓањето на Клеопатра седма на син. А додека Штип е поврзан со распетието. Голема подршка за градоначалникот кој што ќе го прави Исар. Престолнината на Тесалоника, кој што си ја присвоил Изрод Велики, позната како Иродеја, од кланот на Антипатарите. Одлуката е ваша. Дали ќе прифатиме или не? Затоа што вистината додржува земјата во живот. Ако молкот и понатаму продолжува, ја верувам дека Бог ќе избере друг начин, кој што не сакам да го представувам, начин кој што секако дека тој има за цел Македонија да биде во мир, а преку Македонија и цел свет љубов и хармонија. Александра, за потеклото на властите е поврзано со Италија. Тоа се турците, тоа е римската волчица, мајка на Ромео и Рем, и староседелци на Италија, Тоски, и нивните браќа албанци Јеги, кои што имат заедничка крв со македонците од многу години пред тоа со Одисеј, кој што има син Латин и жена Амазонка. Значи, амазонките живееле во близина на денешен Рим, во близина на албански планини. И од тука започнува братоубиствената војна помеѓу Латин, Лацио, Италија и Орес, син на Пенелопа, која што го чекала Одисеј денес лоцирано место Руен, или можеме да истражуваме и понатака дека престолнината на Пенелопа би била и на Рила, затоа што Рила била во тој временски период повисока пред катаклизмата
И таа братоубиствена војна помеѓу овие два завојувани браќа трае до ден денеска, што значи дека и турците од Италија или власите и албанците се илирите на Балканот, кои што потекнуваат исто така од Одисеј. Така да, не случајно, за да ги смири страстите помеѓу македонците, власите и албанците, и Филип се жени со илирката Олимпија, која е поврзана со денешна Босна и кој што умеам да кажам дека била налик на Лепа Брена и каде што е запознал во Диоклицијанова палата, која што ви е позната на вас, палата која што Филип ја гради подосна и ја усовршува, за да бидат смирени страстите преку раѓањето на Александар и да прекинат битките помеѓу илирите и македонците, тоест власите и македонците, битка која што до ден денеска трае. Што значи дека Цинци легија ди Рома или Петата римска власка легија, па дури и битката помеѓу Исус и Август Октавијан е битка меѓу двајца полубраќа од татко Цезар и гледате како завршуваат. Вистината мора да излегне на површина, затоа што се албањаните, се албанците кои што живеат околу денешен Рим, каде што биле албанските планини, и тие исто така учествуваат во ова братоубиствена војна, каде што после Тројанска војна се надоврзуваат и дарданците. Ако знаете дека после уништувањето на Троја, Енес го создава Римското царство. Така да дарданците, на кој што најстара престолнина е Скопје или Јолк, префрлен на Авала, Белград, Медвеđе, Прешево, Косово, Тетово, се до Авала, Белград, затоа што дарданците или Дардан, уште додека бил жив татко му, го ширил своето царство на сметка на своите браќа. И на крајот е предизвикува Тројанската војна помеѓу пајонците и дарданците или хетитите.